Сосема накратко да потенцирам неколку работи кои што во суштина се менуваат во изборниот законник. Пред се да допринесеме јавноста да биде запозната изворно за измените кои што собранието денеска ќе ги гласа. Но пред се дозволете ми да потенцирам дека измените во изборниот закон се носат во насока изборите кои што треба да се случат на 24 април 2016 година да бидат прифатливи и да бидат прифатени и резултатите на тие избори да бидат прифатени од страна сите политички партии, да се заврши оваа политичка криза и Македонија нормално да влезе во еден нормален период во кој што и парламентот и владата и сите институции ќе имаат приоритет да се занимаваат со економските потреби на граѓаните повеќе отколку со политичките потреби на партиите. Од тука сосема накусо би сакал да ги споменам неколкуте работи кои што најзначајно се менуваат во овој закон. Тоа е Државната изборна комисија, која што ќе се бира по сосема нов модел, во која што тројца членови ќе предлагаат партиите кои што се во мнозинство во собранието, тројца членови ќе предлагаат партиите кои што се во опозиција во собранието и тројца членови ќе се бираат со консензус, но треба да представуваат така наречената експертска јавност, односно лица за кои што има предвидено посебни критериуми во изборниот законник во смисла на нивното професионално искуство поврзано со оваа проблематика. Тоа треба да гарантира некоја дополнителна независност на Државната изборна комисија во смисла на спроведување на изборите и доверба од страна на политичките партии. Исто така новост е зајакнување на делот на администрација на Државната изборна комисија, раководена од генерален секретар, кој што ќе има широки надлежности во спроведување на изборниот процес, но дозволете ми да потенцирам дека останува одредбата од досегашниот изборен законник дека против одлуки и постапки на Државната изборна комисија надлежен да одлучува ќе биде Управниот суд на Република Македонија. Исто така останува во сила досегашниот изборен модел со 6 изборни единици во кои што калкулацијата за бројот на пратеничките места се утврдува според Дантоновиот модел, односно прераспределба по количници. Измена има во делот на диаспората. Околу диаспората имаше различни ставови од сите 4 партии. Она што го имаме како конечен резултат е дека ќе има пратеници од диаспората, кои што ќе се бираат наместо на 3 мнозински изборни единици, на една пропорционална единица и потребниот број на гласови за да биде еден пратеник избран ќе е минималниот број на гласови кои што на претходните избори го добил пратеник избран во една од 6 изборни единици во Република Македонија. Господјата Лиљана Поповска го спомна, но јас да го потврдам, процентот на застапеност на помалку застапениот пол, кој што во нашиот случај е женскиот пол, од 33 ќе се зголеми на 40%, на начин на кој што беше кажано, покрај секое трето место на листата за гарантирано за помалку застапениот пол, во првите 10 ќе мора да има дополнително уште едно, и во вторите 10 ќе мора да има дополнително уште едно. Што за нас како пратеничка група е целосно прифатливо, согледувајќи го фактот дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН е пратеничка група која што и во моментот има 38% застапеност на женскиот пол, односно приближно исто онолку колку што законот ќе предвиди. Дополнително новост е тоа што законот ќе гарантира еднаков и балансиран пристап на политичките партии до рекламниот простор, без разлика дали тоа е на радиодифузните медиуми или на билборд рекламирањето, но исто така новост е што за прв пат во било која регулатива во Република Македонија, овој пат во изборната, се внесуваат интернет порталите, односно електронските медиуми, кои што ќе мора да работат во согласност со регулативата на изборниот законник и ќе мора да ги почитуваат
регулативите внесени во изборниот законник, а се однесуваат и на другите два вида на медиуми, односно радиодифузните медиуми и печатените медиуми. За нас посебно значајно е тоа што во изборниот законник конкретно е наведена датата на избори, е 24 април 2016 година, со тоа што за нас е битно, но веруваме дека е битно и за граѓаните на Република Македонија од аспект на предвидливост на крајот на оваа политичка криза, која што на еден чуден начин беше предизвикана во Република Македонија. И последно, околу избирачкиот список, повеќе како коментар на дискусиите предходно, би сакал да го соопштам ставот кој што ВМРО-ДПМН го имаше во однос на избирачкиот список. Нашиот однос кон оваа проблематика беше дека ВМРО-ДПМН верува во квалитетот на избирачкиот список врз основа на кој што беа спроведени парламентарните избори минатата година, но оставивме како другите партии ќе проценат дека треба да се постапи спрема избирачкиот список така да биде внесено во изборниот законник од аспект дека им треба дополнителни изголемени гаранции за квалитетот на избирачкиот список. Оној модел кој што го договорија останатите политички партии е тој кој што го имате во изборниот законник и ние даваме целосна поддршка да се спроведе проверката на избирачкиот список онака како што договорија другите политички партии. Благодарам, председател.